гостин во Република ТВ е професор доктор Драган Ѓорѓев од Институтот за јавно здравје. Професоре Ѓорѓев, Светската здравствена организација во 2013 аерозагадувањето со честички го прогласи за канцерогено. Колкав период од годината има загадување во Македонија? Да, долго време аерозагадувањето се врзуваше повеќе за болести, помалку за малигни болести, сем ако нема некој токсичен елемент во тоа аерозагадување, бидејќи аерозагадувањето е една смешана загадувачки материи, меѓутоа сега и ова така наречено општо аерозагадување, кој што го имаме и ние од честички, веќе е прогласено за канцерогено, посебно заради полнежот на тие честички кои што има канцероген потенцијал. Тоа би требало да биде уште еден знак повеќе за нас, да ги следиме овие состојби и евентуално да ги превенираме, посебно што веќе па во последните години бројот на денови каде што се надминува концентрацијата, дозволената концентрација просечна е многу поголем во текот на годината од некоја норма која што вели барем до 30 или највеќе 35 дена годишно да биде над максимално дозволена концентрација. Ние имаме мерни места, неколку во Скопје, Тетово, каде што без малку цела година или едно 200 денови во годината концентрациите се над дозволените нивои, што представува голем аларм и наистина сериозно предупредување за итни мерки. Кои се така наречените жешки точки на загадување во Македонија? Не е биде само Скопје потенцирано, предпоставувам дека станува збор и за други градови и места. Да, добро, фокусот е во Скопје, бидејќи имате концентрација на население, најголем дел од населението и тука живее, и тука работи, па дури и загадувањето е најголемо, положбата исто така на Скопје, геолошка, географски е незгодна, меѓутоа ако ја погледнете мрежата на мерните станици и ги видите наодите, ќе видите дека и другите градови, веќе Тетово повеќе од година-две представува високо загаден град со таа негова мерна станица. Понатаму Кавадраци во оваа година исто така покажува високи концентрации, што веројатно го врзува со индустријските комплекси околу. Така да Битола, ги знаете проблемите на Битола и реакциите на граѓаните. Битола исто така има еден сериозен голем загадувач, па и оние другите вообичаени градски загадувачи. Тоа се 3 или 4 града кои што имаат комбинација на едно така кажано општо аерозагадување кој што доаѓа од сообраќајот или од градичните активности и од греењето на луѓето, меѓутоа и индустријско кое што јасно се разликува од град во град зависно која индустрија е во прашање. Последиците од аерозагадувањето се чувствуваат подоцна. Како се манифестираат? Па последиците нели се и акутни и хронични. Ако доаѓа до големо аерозагадување може бидат и акутни, меѓутоа повеќе се работи за хронични, бидејќи човечки организам има една екстензивна отпорност на аерозагадувањето и не реагира веднаш, велам се ако нема инцидентна ситуација. Бидејќи аерозагадување секогаш првата бариера на реакција се во белодробниот систем, и горниот и долниот респираторен систем, ако се тоа малите честички посебно зголемени, тие доаѓаат до најмалите дишни патишта и доаѓаат до воспалување, до емфизем, значи до намалена витален капацитет на белите дробови. Меѓутоа, истражувањата покажаа дека не само белите дробови реагираат на аерозагадувањето. Во последно време и кардиоваскуларните болести, дури и артериосклерозата ја врзуваат со аерозагадувањето, тоест стеснувањето на крвните садови исто би доаѓало од овие честички. И ако земете такви два клучни системи да реагираат, респираторниот и кардиоваскуларниот, тоа веќе без малку целиот организам страда, може да се мозочни удари, срцевите инфаркти исто така се влошуваат, во вакви ситуации се појавуваат многу почесто, постарите лица реагираат, така да има една цела палета на реакции. Обструктивните бронхити, астмата се влошува и кај младите, кај старите, цела палета на реакции на овие високи концентрации на честички. Како убива воздухот? Дали организмот се преоптоварува од постојано прекумерно загадување? Да, убива како и секој еколошки хазард и овој посебно ги таргетира волнерабилните, така осетливите групи. Децата имаат се уште неразвиен одбранбен систем и тие многу драматично реагираат, бидејќи поголема количина воздух внесуваат од нивната површина, бидејќи се уште имаат забрзано дишење. А од друга страна имате старите лица кои што веќе е во инволутивна фаза, значи се повлекува имунолошкиот систем, ослабува и уште ако живеат со инвалидитет, а најголем дел живеат со хронични болести, тогаш што тие две таргет групи каде што ги напаѓа, кај првите дава чести обструктивни бронхити, а кај вторите има и почести смртни случаи. Значи убивањето е на некој начин индиректно, сема ако не дојде до развивање на канцер кој што многу побрзо ги дава смртните последици.
што е за Скопје и за градови кои што континуирано живеат под аерозагадување. Типично е што луѓето се во еден континуитет од 20 на 30 години оптерети на аерозагадувањето и секако дека немаат иста отпорност како луѓе кои што не живеат под таков терет, така да тој товар во еден момент нели ќе прелие чашата и ние го викаме тоа феномен на еден леден брег. Ние го гледаме само врвот на брегот, тоа болестите и смртните случаи. Испод тој врв уште доста луѓе страдаат, им се намалени дишните капацитети и се уште тоа не е болест, меѓутоа веќе при наредните години на изложеност полека ќе почне да се појават болести и смртни исходи. Ке помогне ли возењето пар-непар во овој период кога имаме прекумерно загадување, да го намалиме? Колку е возможно? Па да, сите планови на градовите кои што страдаат од аерозагадување во светот, па и во Европа, прават еден сет на мерки кои што би евентуално можеле да го намалат аерозагадувањето, откога претходно ќе пресметаат од каде би доаѓал најголем процент на аерозагадување. Скопје е град каде што сообраќајот прилично не е доминантен, единствен, меѓутоа прилично влијае, затоа што фактички сите возила ги повикавме во градот, ги проширивме улиците и све влегува во градот, не само од градот и од градски и субградските површини, него и од другите делови на државата, во работните делови. Јас мислам дека едно 60 до 70% од возилата во државата се во Скопје. Така една голема концентрација на еден голем извор на загадување, посебно што имате една шаренеколикост на тие возила по однос на стандардите кои што ги исполнуваат и пречистувањето на издувните гасови. Така да сето тоа дава за право да мора да се превземат една од клучните мерки према сообраќајот и сега тоа е веќе прашање на организација и прашање на приоритет кој како размислува. Европските градови, ја мислам дека за Скопје би требало така да се направи, сезонираат, значи оној концентричен дел на градот не се дозволува, земете го Лондон, возила кои што имаат дури никакви возила. Ако сакате да влезете во центрот, ќе платите дополнително. Меѓутоа, оние кои што имаат и Евростандард 0, 1 или 2, тие воопшто не може да влезат во централниот дел на градот. Кај нас тоа веројатно од еден социјален аспект би било малку тешко да се донесат такви мерки, па сега се заговара, мислам дека се уште не е дефинирано да ги биде пар-непар, се дискутира дали тоа ќе го намали бројот на возила. Не мислам дека драстично ќе дојде или до некое видливо намалување. Многу по-енергични мерки во однос на сообраќајот, реков во однос на некакво зонирање, во однос на можноста да се етикетираат оние, да кажам условно, почистите возила да влегуваат, а оние кои што немаат такви стандарди да се можеби субвенционира, да се помогнат да ги сменат тие катализатори. Иначе со пар-непар не сум сигурен дека ќе дојде до растеретување. Алармантна е состојбата и во екот на грејната сезона. Значи ги спомнавме тука и возењето пар-непар. Што друго би можеле да сториме за да се намали колку што е возможно аерозагадувањето? Па добро, се водат интензивни разговори на сите овие интерсекторски комитети. Имаме еден посебен интерсекторски комитет кој што Министерството за животна средина го прави со другите сектори и обично тука ги дискутираме и праговите на алармирање, оние над кои што ќе треба да дојдат некои алармантни мерки. Се дискутираат нели и мерките краткорочни, долгорочни. Секако, мислам, палетата на мерки е широка. Почнува од граѓанинот, можеби и завршува со граѓанинот за неконтролирано трошење на сообраќај, односно користење на можност на јавен превоз или барем со повеќе луѓе во едно возило, не само еден човек. Понатаму, ложиштата кои што ги имаат дома да бидат енергетски ефикасни, можеби се скапи, можеби ќе треба помош и од државата, меѓутоа тие би давале многу поголемо пречистување, затоа што сега се смета, се дискутира дека и дрвата кои што се продаваат за огрев во влажна форма даваат поголема количина на загадување издувни гасови, значи и тука има некои мерки кои што треба организирано да се превземат. Урбанистичкиот дел исто така многу важен. Урбаните планери мора да знаат дека правењето на урбанистичките решенија мора да го вклучи и еколошкиот момент. Значи мора околу сите овие градежни површини да имате зони на зеленило кои што ќе ги апсорбират или бар ќе го намалат аерозагадувањето. Има посебни хортикултурни форми, ние ги имавме порано, со широки листни површини кои што може да апсорбираат аерозагадување. Значи урбанистички мерки се многу важни, контролата на овие градежни активности кои што имитираат голема количина на прашина и секако гасификацијата некој идно решение кој што сите го чекаме и од еколошки аспект и за индустриите. Знаете дека со индустриите се води борба, како да се оние поголемите да ги набават оние технолошки
форми на пречистување на воздух кои што се неопходни и ако сите тие синхронизирано мерки не се превземат, не очекувам големо намалување, посебно што Скопје па и другите градови се во една котлина каде што дури и да нема аерозагадување, често се создаваат услови на магла или на слабо проветрување и било какво загадување подолго време стои во градот. Благодарам за гостувањето, професоре.